Берово бара начин како да го реши проблемот со кучињата скитници, соочени со големиот број кучиња кои скитаат низ градот, но и со генералниот проблем во државава со малиот број оператори кои работат на проблематиката за хуман третман на кучиња, беше инициран состанок со релевантни структури за решавање на проблемот со кучињата скитници. Ние како општина кои имаме законска надлежност да го решиме горливиот проблем со кучињата скитници, да иницираме средба со љубители на домашни животни, ветеринари, компетентни луѓе, од кои побаравме нивна подршка во процесот на решавање на овој проблем и нивен ангажман во престичниот период за да истиот проблем биде решен. Надлежностите се на општината, но приходите во општинската каса се намалуваат од година во година како резултат на иселувањето и затворањето на фирмите, но сепак Берово ќе прави анализа за да утврди колкав број кучиња шетаат низ градот и колку пари да се предвидат за таа намена. Ветеринарите подсетуваат на неколку аспекти во третманот на кучињата. Значи, како прво мора да се почне преку граѓаните на општина Берово, со цел да се поттикне нивната јавна свест и одговорност да знаат што е тоа да поседуваат домашен миленик, кои се нивните обврски према домашниот миленик и како се чува домашниот миленик. Друго, значи ќе им се кажат сите позитивни и негативни страни и трето ќе мора малку покомпетентна соработка со сите институции во локалната самоуправа. Првиот чеко што го презема Берово е апелот до сопствениците да ги врзат домашните миленичиња. Да ги подсетиме несовесните сопственици на кучиња, имот има законска обврска, сопственото куче да го врзуваат, да го чуваат соодветно, не да го пуштат слободно да шета низ градот. Оти, според сите наши сознања, сите сме сведоци на тоа, ние немаме проблем толку со кучиња скитници, имаме проблем со кучиња на несовесни сопственици. За хуман третман на едно куче досега Берово предвидувало по 2300 денари, цена која според ветеринарите е многу ниска, бидејќи само кастрацијата чинела од 1500 до 2000 денари за женско куче. Според плановите на општината во програмата за наредната година ќе се предвидат повторно средства за оваа проблематика, но како ќе се најдат оператори кои вообичаено ги нема во помалите места е отворено прашање.